Инструкциите кои училиштата конечно ги испратија до учениците за користење на националната онлайн платформа ги збеснаа родителите. Збунети се од перформансите кои се бараат за да се симне платформата и да биде функционална за употреба. i3 процесор од минимум 7 генерација, 4 гигабајти RAM меморија и 128 мегабајти графичка картичка, оперативен систем Windows 8 или 10, видеокамера, звучници и микрофон. Вака Министерството за образование и наука ги поздрави родителите на децата кои од 1 октомври ќе треба да се вклучуваат на часовите од дома. Родителите револтирани велат во време на криза кога 40.000 граѓани останаа без работа, невозможно било да им обезбедат модерна IT опрема на своите деца, онака како што наложува МОН. Ако треба нови компјутери и брз интернет, нека ни набават. Ние како родители не сме должни и за тоа да плаќаме. Треба да ни дадат на сите семејства по еден соодветен лаптоп со перформанси за солидно онлайн учење. Се друго е кобајаги учење. Тие што имаат пари ќе учат, сиромашните кои ги прашува дали можат. Луѓето останаа без работа. Како да обезбедат пари за компјутер? Ме лути и тоа што се одделија 3 милиони евра за набавка на компјутери за Државен завод за статистика, а ниту денар за учениците. Па какво бесплатно школство е ова со 250 евра? Дали сметки да се платат или луксузи да се прават? До пред една недела цените на лаптоп од 14.000 денари па нагоре. Пред половина час бев. Од 24.000 денари поевтино нема. Сакате да кажете да дадам 50.000 денари за децата да ми следат настава? Сепак од Министерството за образование уверуваат дека платформата ќе биде достапна и преку мобилен телефон и таблет, но со одредени ограничувања. Намалена прегледност, а неможноста за користење на глувче и тастатура го отежнува пишувањето на подолг текст, се вели во дописот од МОН. Проблем е и што 40.000 ученици воопшто немаат компјутер за учење на далечина. За нив надлежните смислија алтернативно решение. Додека наставникот материјалот го предавал онлайн, тие настава ќе следеле од училница. Но што доколку епидемиолошката состојба се влоши, па сите деца се пренасочат кон учење од дома, како што во повеќе наврати посочи министерот за здравство Венко Филипче. Дали тогаш за овие деца ќе има некакво решение? Инаку учебната година ќе почне за 5 дена. До тогаш родителите и учениците ќе треба да се логираат и да ја тестираат онлайн платформата. Лозинките за вклучување ќе ги добиеле за време на викендов.